е да ја подигнеме свеста на граѓаните за тоа што се случува со бисерот на градот Охрид и нашата држава. Поздрав на сите и добре дојавте во новото видео. Како што знаете, мојот тим, поточно нашата продукција, работеше на еден голем проект за УНЕСКО, така да денеска е финалето, ќе ви снимаме од таде и ќе ви пренесуваме во живо. На мене све ново патуе. Во оваа група имав доста улоги со целиот мој тим, учествував на сите активности, на сите истражувања во подготовка на првиот план, првиот проект и исто така учествував и во крајната презентација која ни го донесе и првото место и победа. Јас во оваа група имав улога како презентер да ја презентирам нашата презентација која изработивме за заштита на Охридското езеро. Па имав доста улоги со тоа што бев вклучена во сите истражувања, презентирањето во основните и средните школи, исто така и презентирање на финишната презентација. Јас бев како главниот организатор во оваа група и јас ги организирав, јас ја предводев цела група. Уште на почетокот на нашето работење, како ментор, целокупно бев посветен во работата со учениците. Ја та мала е добра, топом на мене све ново путем за Милано сам. Па немавме никои големи пречки со кои се соочивме. Една од пречките ни беше пред се буџетот, бидејќи не знаевме дали ќе ни биде обезбеден, но благодарението на училиштето ни беше обезбеден првиот буџет, а вториот буџет за маиците кои ги носевме ни беше обезбеден од организацијата од РЕС. Та мала е добра, он ја нема боја, 200 сата, 200 крз град, она рола. Па овој проект мислам, моје мислење е дека е доста добар. Кај сите разбуди свеста, се надевам барем. Доста ги иницијативира младите. Мислам дека е поттик на нивната желба и она морал за да се грижат за тоа што го имаат, за природата и за тоа што му е поклон од мајката природа. Се надевам барем. Ама доста добро влијаеше на сите нас, сите ние се едуциравме на еден начин. Моето мислење за овој проект е дека изработивме совршен проект, се надевам во иднина дека ќе бидеме поканети на многу вакви слични проекти. Добро беше, сето супер помина со тоа што сите бевме вклучени и активно работев. На почетокот бев скептик, но потоа кога видов дека можам да успеам, работев, се трудев и буквално 24/7 се залагав за овој проект и на крајот постигнав неуспех. Задоволен сум пред себе, бидејќи покрај вложениот наш труд и освоивме прво место. Све са тобом, на мене све е ново, путуваме за Милано сам. Да. Сепак ние имавме едно мото што викавме одиме за победа. И победивме, успеавме во тоа. Па со тоа што го имавме направено, со таа презентација, се надевав дека ќе победиме и моите мислења беа точни. Да, со тоа што имавме доста голем број истражувања, анкети и се, имавме средено како што треба и имавме завршено до крајните датуми и сето ни беше средено. Искрено, на почетокот кога ги видов другите групи, мислев дека не, но со тоа што секој ден работевме и секој ден ја надградувавме нашата презентација и нашиот проект, се испостави дека ние ќе бидеме тие што ќе победиме. Све са тобом, на мене све ново путем за Милано. Кога се чувствував гордо, прво бидејќи имав одличен тим на ученици, а кога освоивме првото место, тоа ме направи да бидам уште посреќен.
Честитите!